Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на седмица. Како сте ми? Се надевам добри. Имајќи в предвид дека времево е толку променливо. Наутро ладно, преку ден лето, навечер есен, те има сонце, те дожд, те дува ветар. Чудно е што не сме сите настинати или болни. Но таква е Марта. И ние вака така рече си го истеравме овој месец. Од денес календарски започнува пролета, температурите ќе се качуваат, така што и покрај дождот и облаците, сепак ќе гледаме повеќе сонце. Но доста за времето. Не е ова емисија за прогноза, затоа ајде полека да почнеме. Колку и да се трудам, колку и да се воздржувам да не ја коментирам опозицијата, еве сите ме критикувате дека премногу се замарам со нив, но луѓе, зарем некој може да го премолчи ова? Петре Шилегов работи за ВМРО ДПМН, ама и Венко Филипче работи за ВМРО ДПМН. Во СДСМ кавга во стил на мали дечиња. Првото го тврди партискиот лидер, второто поранешниот скопски градоначалник, за кој сега е иницирано исклучување од партијата. По Јован Деспотовски, Филипче и неговото раководство повторно сакаат да му дадат шут карта на еден поранешен виден партиски функционер, кој имаше и позицијата подпредседател на социјалдемократите. Првиот човек на СДСМ го обвини Шилегов дека одработувал за ВМРО ДПМН и за внатрепартиска поделба, вели дека одлуката едногласно ја донел извршниот одбор, кој тој самиот си го одбра пред неколку месеци. Овде не станува збор за туѓо и поинако мислење, поради тоа што и тоа мислење беше сослушано, тука станува за процес на одработување за ВМРО ДПМН и за внатрешна поделба на партијата. После сите наши проверки и информации стигнавме до тој заклучок. Извршниот одбор, таа одлука ја донесе со консензус. Никој не гласаше против. Ја нема да дозволам луѓе да делат СДСМ понатаму. Оваа партија има легитимно избрани органи и тела. Со ова приказната за Петре Шилегов заврши. Шилегов пак со контраобвинување, Филипче ја држи СДСМ на ова ниво за да може ВМРО ДПМН да истера најмалку 2 мандата. Вели дека бара промена од раководството и лидерот, бидејќи партијата е целосно кадровски истрошена, а не го знае ниту статутот. Очигледно дека постои договор кој што предвидува СДСМ да биде во ваква состојба каква што е, да ги промашува упорно темите и да дозволи ВМРО ДПМН да истера 2 мандата за сметка на тоа да не бидат предмет на определени можни евентуални истраги или кривични предмети. Како може да биде грев да барате оставка од председател кој што партијата ја направи да биде 5 во Скопје, 3 во Куманово, 3 во Битола, 3 во Велес, 3 во Штип. Иако најави дека ќе откривал детали за користење психотропни супстанции на одредени лица од партијата, како и за пари кои лесно се заработили изминатиот период, сепак засега не откри детали. Инаку Шилегов веста дека ќе биде исклучен ја дозна во гостување во емисија во живо, но не сакаше да коментира поради годишнината од големата трагедија во Кочани. Ако има многу да кажам за психотропните супстанции на определени лица и парите што така лесно ги има заработено во изминатиот период. Инаку во СДСМ по се изгледа не смее да се каже лош збор за раководството, поради тоа што веднаш или ќе бидете исклучени од партијата, или ќе бидете торпедирани преку партиски соопштенија, поради критики кон Филипче и неговите најблиски од партијата Шут Доби и Јован Деспотовски, кој беше ривал на актуелниот претседател на внатрепартиските избори за лидер на СДСМ, но тие двајца не се единствени со кои се влезе во лични пресметки. Тоа претходно се случи и со уште неколку поранешни високи функционери, а последниот период секојдневно влегуваат во пресметки со медиуми и новинари. Види, цело СДСМ да ти работело за ВМРО ДПМН. Изгледа поговорката долга е раката на ВМРО е вистинета. Еве гледаме стигнала и до врвот на СДСМ. Замислете ме молам. Едниот го исклучува другиот од партијата со изговор дека одработувал за власта, а другиот му враќа дека го избркале зашто пак лидерот сушно работел за ВМРО ДПМН да истера уште еден мандат. Да не ви се верува. Но тука пред се имам едно суштинско прашање. Ако мене со години ме етикетираат дека сум пион на ВМРО ДПМН, дали тоа сега значи дека тајно соработувам со Филипче Шилегов? Или едноставно само делиме исти интереси, не знам. По логиката на лидерот на СДСМ и неговиот ривал екс-градоначалникот, што да кажам јас, еве овде во оваа седмица, не било договорено со ВМРО-овците како што бе обвинуваат, туку со Филипче, Шилегов и веројатно Фрчковски. Не дај Боже. Ден тако ќе треба со било кој од овие ликови да седнам на маса или еве да испијам едно кафе за да се информирам, брифирам за било што, ќе биде денот кој ќе се откажам од оваа професија. Не затоа што се социјалдемократи или имам нешто против СДСМ. Тоа нема врска со нивната политичка определба, туку со нив како личности. И сега после ова баш ме интересира што ќе кажат оние ботови по социјалните мрежи
кој да зборувам за тоа дали има живот на Марс или еве времето надвор, одма ме обвинуваа дека тоа било нарачка, дека сум дел од пропагандата и продолжена рака на ВМРО. Значи, тие сме тие. Јас, Филипче Шилегов. Заедно сме националисти, шовинисти, небањати, руски шпиуни и што се не. Туку тоа што е најтрагично е што докаде падна ова СДСМ, што ја доведе јавноста во ситуација, еден Шилегов да го прогласуваме за жртва. Еј, Шилегов жртва. Поуште излегува со соопштение дека ете ние овде во Алфа сме терале кампања во негово име. Значи тераме кампања за човекот кој учествуваше во сите можни скаламуции на СДСМ, уште од времето на Бранко Црвенковски кога беше партиски портпарол, па преку Шекеринска и Бучковски за да стане и подпредседател во заевото време. Човекот кој со две раце ја поддржа промената на името, договорот со Бугарија и што се не. Работи против кој ние овде во Алфа, можеби како единствен медиум во државата, револуција ќе кревавме. Трпевме притисоци, инспекции, истражители на СЈО и што се не. И се ние го браниме. Која глупост. Ама ете, сега Филипче успеа во очите на јавноста од Шилегов да направи жртва. Луѓе, овој човек не е некој случаен лик. Тој е човек што бил дел од трулиот систем, кој учествувал во негово деградирање и кој сега отворено сака да се испере. И ете кога еден таков човек ќе каже дека партијата работи против себе, тоа е веројатно за нив сериозна порака дека нешто не им функционира. Толку ниско падна СДСМ. Ама за нив си знаеме ние уште одамна дека нема дно. Така е вода државата. Така сега е водат партијата. Слободно ќе кажеме, демократијата во СДСМ е прогласена за мртва. За какви демократски вредности ни проповеда Филипче, кога во неговата партија секој поединец што ќе зуцне нешто против него, веднаш е на отстрел, шиканиран и на крајот исклучен од партискиот живот. Јас не знам што мислат, ама тоа е бре чиста диктатура. И не знам со кое лице излегува на пресконференции да тврди дека во Македонија на власт имало режим кој нели го спореди дури со Иран и Венецуела. Власта била режим, а самиот тој партијата ја води како деспот. Кажете што сакате, но неспоредливо е начинот на кој внатре партиски функционираат ВМРО, ДПМН и СДСМ. Луѓе во ВМРО Господ знае колку фракции имало и веројатно ќе има. Колку луѓе јавно го кревале гласот против раководството. Уште од времето на Љупчо, па преку Груевски, па дури и сега во време на Мицковски. Да, и они имаат исклучување луѓе, но тоа било во ситуација кога се поминувала секоја граница. А овие од СДСМ, додека кажеш оп, веќе и списницата чека на врата. За таква демократија зборуваат. Па замислете само оваа гарнитура од опозицијата да дојде на власт. Знам дека тоа е невозможно. Дури ни хипотетички. Но еве да направиме една ментална гимнастика. Значи Филипче станува премиер, а останатата багра остануваат вице-премиери, министри, директори, што се не. Па не диктатура, туку не знам што ќе имаме. Ке треба некој нов збор да смислиме да ги опишеме. Или вистински ќе станеме како Северно Кореја и низиниот параноичен лидер. Да, ова раководство на СДСМ има класични симптоми на параноја. Почитувани, откако целосно ја разоткривме и јавно го објавивме енергетскиот октопод, бизнис мрежата на Мицковски од Адамовиќ до Руднап, ВМРО се обиде повторно да го урива СДСМ од внатре. Фатени во криминални скандали, без никаков резултат зад себе, на ВМРО ОКГ не им останува ништо друго, освен да пробаат да ја рушат СДСМ. Последните анкети, направени од самата ВМРО, покажуваат дека власта има голем пат. Пат има на поддршката, а има раст на рейтингот на СДСМ. Затоа и ова се случува. Затоа и постои така наречената платформа. Тоа е платформа за рушење на СДСМ од внатре, смислена од страна на ВМРО. Пронаоѓаат уценети лица, нудат пари, вработувања, а на некои и бизнис, преку осигурувања, преку банки, фирми. Но ние нема да дозволиме да се руши СДСМ. Овие очајнички обиди на ВМРО нема да успеат. Ко беше жолти комбиња. Сега не се жолти комбиња, туку некоја си тајна платформа за рушење на СДСМ однатре. Искрено мислам дека Богданка кога го зборува ова, самата не си верува во зборовите кои излегуваат од уста. А што да прави? Мора. Тоа и го напишал нели оној новиот српски PR тим. Оној кој бара српски свет овде, кој лови шпиони и бара странска интервенција. Како реков пред некоја недела, треба да си ги бараат парите назад. Но шегата настрана. Целава оваа глупа, параноидна кампања, како и онаа за некакви ирански или венецуелански режим имаат само една цел – спасување на сопствената кожа.
Па уште и тврда дека имале анкети кои покажувале дека паѓа рейтингот на ВМРО ДПМН, а растел тој на СДСМ. Па немојте ви се молам. Кои се овие анкети? Еве ги предизвикувам, нека покажат барем една. Ама вистинска, не од оние што сами ги штанцаат на бихачка. Да, нормално е можеби рейтингот на една власт по 2 години да има некаков пат, што не верувам во случајот, но еви да паѓа поддршката за власт. Кој бре тоа верува дека растел рейтингот на СДСМ? Каде? На бихачка? Ни таму не расте. Па еве случајов со Шилего, а пред тоа со Деспотовски само докажува дека таму врие, а не дека си расте некаков си рейтинг. Ве прашав пред некоја епизода, па еве повторно ќе ве прашам и ве молам бидете искрени. Еве по некој чудо рейтингот на ВМРО ДПМН да падне на дното. Но еве да е така. Еве оваа власт да е најлошата во историјата на Македонија, што е чиста лага и неспоредливо со штетата што е предизвика СДСМ и ДУИ. Но еве и тоа да е така. Еве да имаме режим, ужасен режим, каде не може да се зуцне, каде судството е под контрола на власта, каде се апсат невини луѓе, нели ве потсетува на некое друго време, но еве и сега да е така. Искрено одговорите. Дали некој од вас, па еве и некој од симпатизерите на СДСМ, верувате дека Филипче е некаква алтернатива? Дали некој верува дека со Венко и СДСМ, вакво како што е работите, ќе трнат на подобро? Дали Македонија ќе напредува? Бидете искрени. Мало морген. Никој во оваа држава не ги гледа нив како алтернатива за ништо. И оваа критика, ова што го зборувам, не е ситење. 100 пати сум рекол, ова е предупредување. Еве не морате мене да ме слушате. Слушнете од нивни член. Во СДСМ севернокорејски модел, Венко Филипче се става во улога на Ким Џонг Кун. Секоја критика за партискиот лидер значи црвен картон и исклучување од партијата. Ваквите потези сигурно ќе предизвикаат големо незадоволство кај членството и симпатизерите, сметаат дел од видните партиски членови. Поранешниот директор на Македонија пати кандидат за градоначалник на Ѓорче Петров од СДСМ на последните локални избори. Костадин Ацевски за Алфа вели дека ваквите потези на партиските органи може кај било кој член да предизвика чувство дека секоја критичка мисла изнесена во јавност ќе биде дочекана на нож. Пораката што се испреќа е многу погрешна, ако од една страна велиме дека местото на дебатата и на изнесување на забелешките е внатре во партијата, од друга страна секоја забелешка без разлика, мислам нема што да криеме дали е тоа кажано јавно или внатре партиски, ако секоја забелешка е предизвикува, иницира одма реакции и тоа со вакви тешки санкции, мислам дека е непримерно. СДСМ до сега, јас не знам еднаш или два пати дали исклучила некој член во исклучителни ситуации. Покрај Петре Шилегов, Филипче и неговите најблиски соработници предходно иницира исклучување од партијата и на Јован Деспотовски поради критики за работата на партиското раководство. Ацевски вели дека во моменти кога се вели дека потребен е широк опозицијски фронт да се исклучуваат членови, испраќа лоша порака во јавноста. Ваквите потези не се во добра насока и не идоликуваат на една партија како што е СДСМ. Во моментов на СДСМ му треба едно обединување и тоа обединување околу концепт, околу платформа за опозицијско делување, не обединување околу личности и нормално главната одговорност за тоа обединување е кај претседателот на партијата кој треба да покаже лидерство во овој момент и да изгради доверба во органите на партијата, па и во него како претседател. За најновите случувања во СДСМ на социјалните мрежи реагираше и Јани Макрадули. Вели дека сега најмалку се потребни поделби, туку треба да се оди по секој глас повеќе. Бидејќи грижата за СДСМ не е молк, најмалку е калкулација или пак чекање на разврска за некакви места на листи. Вистинската грижа зборува со емоција од срцето, но водена и следена од разумна политика. Покрај Шилегов и Деспотовски кои добија шут карта, СДСМ во лични пресметки влезе и со уште неколку поранешни високи функционери, а последниот период секојдневно влегуваат и во пресметки и со медиуми и новинари. Ние живееме во држава каде немаме вистинска опозиција. Нема политичка опција која може да биде алтернатива на власта, да биде нејзин коректор и сите други работи кои се важни за една зрела демократија. И ако некој ги критикува, тоа не значи дека заговара дека во Македонија не треба да постојат опозицијски партии. Не. Кога зборувам го мислам токму спротивното. На Македонија е потребна силна опозиција. Опозиција која ќе даде свој придонес, која има идеи, проекти, стратегија како да се води држава. Верувајте, тоа и треба и на власта. Затоа што вака без било каква контрола, секоја власт, колку и да се добри намерите, може да падне во искушение да тргне во погрешен правец. Значи зборувам за вистинска опозиција,
а не опозиција која лови духови, која бара бомбардирање на својата земја, која сака странци да и го грабнат премиерот да ги донесат нив на власт. Па луѓе, повторно ќе прашам, памтите ли воопшто некој некогаш СДСМ да дошле на власт заради некоја програма, некое ветување за подобро утре, некој проект, било што? Тие знаат да се дограбат до власта само на сила, јавајки на незадоволство, на трагедии. Па уште од на 15 септември, па ладата, па бомбите, па се шуто и рогато. Само што никако да сватат дека работите се сменети. Прво и основно, колку и да се нудат на странците. Тоа веќе не функционира. Само за да дојдат на власт. Поддршка немаат. Европската унија веќе не е тоа што беше, а второ и тие веќе не му веруваат на тандемот Заев Филипче дека можат било што да испорачаат. И затоа им се случува ова. Се крчка Македонски ДОС, платформа која што треба да го обедини опозицијското критичко мислење и како што велат иницијаторите прогресивната јавност во земјата. Телевизија 24 разговараше со дел од нив. Засега сакаат да останат анонимни, но велат дека фокусот на платформата која што наскоро ќе ја понудат на граѓаните не е превземање на СДСМ, ниту пак одработување за ВМРО ДПМН, туку конкретен концепт кој како што велат треба да ги порази политикантите во политиката. Дел од нив се поранешни функционери на СДСМ, поранешни пратеници, поранешни градоначалници. Во иницијативата има и актуелни пратеници и градоначалници. А најголем број, како што велат иницијаторите, се надворешни членови, професори, интелектуалци, членови од невладиниот сектор, аналитичари. Во платформата нема место за поранешниот пратеник Петре Шилегов, на кого СДСМ му најави исклучување. Иницијаторите се оградуваат од него. Целосно се оградуваме од неговите ставови и потенцираме дека тој не е дел од иницијативата, бидејќи не ги споделува нејзините клучни вредносни критериуми. Дали платформата ќе прирасне во партија, ќе зависи колку ќе добијат поддршка, но и доверба од граѓаните за во нив да препознаат идеја која како што велат нема да има лидер, ниту функционери, ниту раководство, ниту пак ќе се бори за фотели. Тврдат идејата е поради тоа што истражувањата покажале дека во Македонија има една силна партија и повеќе расцепкани помали опозицијски партии, а на двете страни политиканти кои тврдат живеат во имагинарен свет. Тие, заради кои политичко-општествениот ангажман стана неприфатлив и срамен и заради што сите кои можат да придонесат го избегнуваат, нема борба со корупцијата, реформи во судството, квалитетно здравство и образование со површност. Граѓаните треба да раскрстат со импровизаторите во политиката. Му порачуваат на Венко Филипчи на раководството на СДСМ дека не им се во фокусот и не планираат да се занимаваат со внатрешни реформи и превземање на партијата. Идејата не им е како што велат да бидат фракција на СДСМ, ниту пак нова НСДП знам Демос. Граѓаните се уморни од бесконечните дебати за внатрешните состојби во СДСМ. Затоа ние го оставаме ова раководство на СДСМ да си живее во сопствениот имагинарен свет. При тоа ние не бегаме од нашиот дел од одговорноста за актуелните состојби во СДСМ. На обвинувањата кои веќе индиректно стигнуваат на нивна сметка од СДСМ, дека одработуваат за ВМРО ДПМН, порачуваат да си ја работеле тие својата работа, опозицијска иницијатива немало да биде потребна. Промоцијата се најавува наскоро, а во иницијативата место ќе има и за партии кои како што велат иницијаторите ќе се препознаат во концептот. Тие бедурини во распаѓањето не се оригинални и таму мора да има српски вкус. Сепак, за да не им се случи еве Досов, мора социјалдемократите да размислат. Сакаат да продолжи тонењето или сакаат да ја спасат партијата? Ако сакаат да ја спасаат, морат подитно да направат корените промени. Подитно да се ослободат од криминалните структури. Подитно да се ослободат од Заев, Филипче, Фрчковски и сета онаа гладна булумента на Сорос која сега цица од нив. Мора да е смената онаа погубна и починувачка политика кон странците и соседните држави. Мора да изградат државна стратегија, а не да нудат на распродажба се и сешто. И конечно, мора да почнат да си ја сакаат државата, да се грижат за неја и нејзиниот народ, а не да бараат некој да ја бомбардира, колку и да било тоа метафорички кажано. И знам дека еден тон СДСМовци ова ги боли, знам дека ќе се активираат загарите, знам дека ќе ме вреѓаат колнати закануваат, но нека бидат искрени. Дали вакво СДСМ со Филипче на чело и днината? И верувајте, неколку пати имам кажано, не го зборувам ова за да се ситам. Луѓе на Македонија, реков, е потребна вистинска опозиција. Не само на Македонија. И на власта на ВМРО ДПМН и треба силна опозиција да ја држи на штрек, да го следи секој нивни потек, за да не дај Боже некој не падне во искушение да направи глупост. Опозиција која ќе даде издржана критика, оригинален предлог,
Кој ќе биде контролор на власт? Вака ВМРО ДПМН ќе остане на власт уште 100 години. Искрено мислам дека и Шилегов и Филипче се во право. Да, двајцата со своето однесување работат за ВМРО ДПМН. Колку повеќе вакви ликови има во СДСМ, толку повеќе време на власт ќе биде ВМРО. Така што власта не треба да го критикува Филипче и остала компанија, туку треба да ги поддржува и да навива работата да остане ваква како што е. Погледнете ги само предлозите кои излегуваат од Бихачка. Па минимална плата да била 600 евра, покачување од 100 евра за сите. Демагошки барања, кои се далеко од реалност. Убаво е вака на увод да се слушне 600 евра минимална плата, ама колку е луѓе тоа изводливо. Се е тоа чист популизам. Па еве видете ги овие колку се смешни мерките што ги предлагаат за да ги надминеме нафтената криза. Бараат намалување на акцизи на ДДВ-то, горива за половина и повеќе, за храната ич да немало данок и најсмешно намалување на патарината. А ова за акцизата и данокот за горивата некако да го свариме. Не за друго тоа и планот на владата и други влади го имаат спроведен. Ама ова за патарината? Абе суртуци, ако немам пари за гориво, каде подбуг ќе патувам? Ако поскапи лебот, сирењето, млекото и другите производи, што ќе ми помогне по ефтина патарина? Реков тешки глупости. Е сега кога сме кај Иран и војната на Блискиот Исток се оствари предвидувањето што го дадов пред една недела дека овој конфликт ќе потрае и дека цената на нафтата ќе збесне. За среќа, ценовното цунами во вид на покачување на цените на останатите производи нема стигнато кај нас, а плюс и за да го спречи ова, владата како што најаве донесе итни мерки. На граѓаните им заштедуваме од прилика околу 200.000 евра на ден или некаде околу 1.500.000 евра седмично, имајќи предвид дека просечната потрошувачка е некаде околу 1.600.000 литри, од кои што 1.200.000 литри се дизел гориво, од прилика 75%, а останатите 400.000 се бензини 95 и 98 октански. Поради тоа што имаме убедливо најниски цени во регионот на горивата, имаме притисок од страна на соседните земји, односно граѓани од соседните земји кои што доаѓаат кај нас и точат горива. Според тоа, а и според информациите со кои што располагаме, зголемена е потрошувачката за отприлика 9% визави она која што е вообичаена, односно околу 150.000 литри дополнително точат граѓаните на нашите соседни држави. Најголем е притисокот во пограничните општини. Електроенергетскиот сектор е стабилен. Во функција се блоковите во термоелектраната Битола 1 и 3. На депонија во Битола имаме околу 80.000 тони јаглен, во Кичево околу 160.000 тони. Акумулациите се на ниво од 40%, или тоа би било доволно за се да престане тие само да работат за некаде од прилика месец дена да имаме доволно електрична енергија, но нормално се останато си функционира нормално, така што електроенергетскиот систем е апсолутно стабилен. Единствен предизвик представува цената на мазутот, бидејќи таа е поврзана со онаа цена која што ја определува регулаторната комисија. Па од тука на следната седница, редовна, во вторник, размислуваме да донесеме одлука со која што државата ќе интервенира кон ЕСМ, поранешно ЕЛЕМ, со одредена количина на мазут, од прилика 2000 тони, со што нема да дозволиме да се зголемат трошоците на компанијата, немајќи ја предвид поволната хидролошка состојба и консолидирањето на рудниците, конечно можеме да кажеме дека во АД-ЕСМ, поранешно АД-ЕЛЕМ, состојбата е нормализирана и е стабилна. Значи, покрај големиот раст на цените на горивата, македонците се уште возат по скоро најниски цени во регионот. Поевтини горива од нас имаат само Бугарија и Косово, поскапи Србија, Босна, Албанија. Исто така, покрај порастот, цените на останатите производи, како храната, транспортот, пијалоците, бела техника и слично, како што гледаме, се уште се држат. И токму за да не попуштат под притисокот од цената на нафта, ете видовме владата итно реагираше. Мерките ги чувме. Само не знам, зошто не го послушаа СДСМ па да ја намалат патарината? Нели таа беше клучна во нивните баре? Боже Господе. Туку за цените ве слушаме секој ден. Еве ги мерките на владата и за нив слушавме. Но сакам малку да го прокоментираме однесувањето на главните дистрибутери на нафта во држава, како и останатите кои имаат своји бензински пумпи.
Ај прво да видиме како се составува цената. Според податоците од како е мрежата. Според податоците на регулаторната комисија од 2024 година, во Македонија има 389 бензински пумпи. Според бројот Мак Петрол е лидер, има 127, па следува Лукойл со 40, Окта со 27, додека сите оние останати 195 бензински станици се сопственост на повеќе други домашни предпријатија. Во трговија на мало, Мак Петрол доминира со 44,47 пазарен удел, според продажбата во тони, па следува Лукойл, па тука се редат Дади Ойл, Супертрейд, Црна река, Пуцко Петрол и така натаму. Сега, цената што ја слушаме секој понеделник од регулаторната комисија е максимална цена, односно пумпите не смеат да продаваат литар гориво поскапо таа сума, ама затоа можат поевтино. Еве сведоци сме дека рафинеријата Окта им понуди на сите дистрибутери дека ќе добиваат попуст од 2 денари. Тоа може да си го дозволат кратејки во уделот што го има транспортот. Затоа што Окта нели може да го користи нафтоводот до Грција што е поевтино. Првиот ден по поскапувањето Мак Петрол продаваше по максимална цена, тврдејќи дека она не добиле попуст. Но на крајот и тие коригираа цената и таму горивата се 2 денари поевтини. Неиси. Значи, најголем удел во одредувањето на цената секако е цената за набавка на горивото, потоа тука се трошоците за транспорт, складирање и слично. Пошто иде уделот на државата, фамозната акциза и ДДВ-то и на крај маржата. Максималната маржа изнесува 3,5 денари. Со други зборови, тоа е ќарот. Па така, иако регулаторна комисија за енергетика еве определи цена на дизелот од 92 денари, на некои станици тој се продава по 89, што е 3 денари помалку. Тоа значи дека некои се опаметија и решија да бидат општествено одговорни и не само што го вкалкулираа попустот од 2 денари на Окта, туку и си ја намалија маржата за продажба. Ама тоа се ретки примери. Речи си никој од големите дистрибутери нема никаква намера да се откаже барем од 1 денарче. А на толку тони продадено гориво можете само да замислите колкав ќар е тоа. За нас тоа ќе има огромно влијание, посебно за земјоделците. Имено цената на нафтата има голем удел во крајната цена на земјоделските производи. Не само тоа, туку голем дел од репроматеријалите што ги користат се набавуваат од Блискиот Исток. Ако работите продолжат вака, луѓе до Велингден нема да имаме овоши или зеленчук поевтин од 100 денари по кило. Тоа ќе не уништи сите. Така што тој 1 денар или 2 што привремено би си го скратиле од ќарот големите дистрибутери ќе биде од огромно значење на сите. Ама не, иако со години се трудат да не убедуваат дека тоа се општествено одговорни компании, па тоа вакви кампањи, па онакви кампањи, па пиари за се и се што во општеството. Јоп, доаѓа време на криза и тие решаваат да си стават максимална цена што ја одредува регулаторната. Ма каков попуст, каква општествена одговорност. Само нивниот джеп им е важен. Тоа е се што треба да знаете за нив. Нејсе, минатата недела исто анализиравме кога зборевме за Иран, како тоа за секогаш ќе го смени светот, за новите геополитички поместувања, дилемите кои ги има Европската унија и најважно за нас, евентуална промена на правилата за проширување. Да не влегувам во детали за сето повторно, само да потсетам дека кажав дека главен противник на минувањето на правилата во Европската унија е Бугарија. А доказот го видовме недела. Бугарија повторно распали по Македонија во Европскиот парламент. Овој пат удрија врз новиот извештај за напредокот на државава, со речиси 100 амандмани или четвртина од вкупно поднесените. Од тоа македонскиот јазик да се преименува во модерен, промената на историјата во учебниците да биде дел од преговорите, па до тоа влегувањето на бугарите во уставот да не значи автоматски почеток на преговорите. Всушност, со амандманите на голема врата повторно ги отвораат најчувствителните прашања за јазикот, идентитетот и историјата. Дополнително во делот амандманите се бара и ревизија на законите што се однесуваат на бугарските клубови во земјава, како и дополнителни мерки за заштита на бугарското малцинство. Во делот амандманите бугарските европратеници предлагаат во европските документи да се користи формулацијата модерен македонски јазик, што според критичарите индиректно го доведува во прашање историскиот континуитет на македонскиот јазик. Модерниот македонски јазик и идентитет треба да се разгледуваат и толкуваат во согласно со историските и лингвистичките реалности,
како и со обврските што произлегуваат од договорот за пријателство, добрососедство и соработка. Во други амандмани се инсистира да продолжи работата на заедничката историска комисија меѓу Скопје и Софија, како и заеднички да се одбележуваат историски личности и настани. Се повикува на продолжување на работа на заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања, како и на заедничко чествување и одбележување на историските личности и настани. Освен овие барања, бугарските европратеници во амандманите бараат и построго санкционирање на говорот на омраза кон бугарите, ревизијата на учебниците по историја да биде дел од преговорите. Интересно е што е за прв пат известувачот на Европскиот парламент и човекот кој го пишува извештајот, Томас Вајц, да предлага амандмани што одат во поинаква насока. Во еден од нив се бара Европската унија да разјасни дали билатералниот протокол меѓу Македонија и Бугарија е формален услов во процесот на пристапување. Се повикува правната служба на Советот на Европската унија да ги разјасни сите двосмислености околу правниот статус во процесот на пристапување кон Европската унија на вториот билатерален протокол кон договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Македонија и Бугарија. Во друг амандман Вајц предлага постепена интеграција на земјите кандидати во европските политики и програми уште пред полноправно членство. Поддржување постепената интеграција на земјите кандидати во одредени политики, програми и во единствениот пазар на Европската унија како дел од процесот на пристапување кон членство. На извештајот за Македонија се поднесени вкупно 403 амандмани, од кои речиси 100 се поднесени од бугарски европратеници, додека амандманите од другите европратеници главно се фокусираат на реформите, владењето на правото и евроинтеграцијата. Значи, пред европратениците е нов извештај за Македонија и следствено и очекувано како секоја година добиваме нов рафален напад од бугарите. Со речиси 100 амандмани, односно 1/3 од вкупно поднесените амандмани за извештајот на Европскиот парламент. Со ова што го направија, испаѓа дека бугариве ништо друго не ги интересира во однос на Европската унија, освен да се занимаваат со Македонија. Поголемиот дел од нивните барања не се нови, како што е барањето за македонски јазик да се применува во модерен, промената на учебниците да биде дел од преговарачката рамка, секоја година да се прави посебен извештај за спроведување на договорот за добрососедство, наводниот говор на омраза што ете го имало кај нас кон бугарите, бугарските клубови и слично. Но тоа што паѓа во очи е што годинава бугарите дури се загрижија и за правата на албанците во Македонија, односно имаат забелешки слични на Али Ахмети и Дуи. Бугарските европратеници жестоко го бранат законот за употреба на јазиците, односно за употреба на албанскиот јазик, бидејќи според нив, употребата била загрозена, замислите, од одлуките на Уставниот суд. И не само тоа, бараат враќање на балансерот или на друг механизам кој ќе ја гарантира правичната застапеност на малцинствата. Што како прашање не го покренува никој друг во Европарламентот. Барање и забелешки кои како да ги пишувал Али Ахмети. До каде стигнаа бугариве? Да бидат потпароли на вечниот Ахмети. Всушност има логика. Како беше поговорката? Непријателот на мојот непријател е мој пријател. Па така и Ахмети, тој со неговите националистички барања, можеме да кажеме дека е против Македонија да опстои како држава. Така што и неговите барања ете се бугарски интерес. Како што реков, ова барање не го покренува никој друг. Како и оние другите останати небулози, така што тешко дека ќе биде усвоен било кој од овие амандмани. Но тоа што е загрижувачки е новината во барањето за пикање на бугарите во уставот, односно уставните измени. Имено, тие бараат да се смени ветеното. Да ги направиме уставните измени, но тоа да не значело автоматско отварање на преговорите. Нели? Така ни вети Унијата со фамозниот француски предлог и така ни зборуваат ден денеска. Ставете ги бугарите во уставот и одма почнуваме преговори. Сега бугарите го спорат тоа, настапувајќи по амандманите, многу синхронизирано и онака со јасна цел. Тие се повикуваат на оценките дека ете Македонија лани наводно стварила помал прогрес во исполнување на условите на Унијата. Па затоа ете го проблематизираат барањето за автоматско продолжување на преговорите, ако поминеле уставните измени. Па некој си Ивајло Валчев од ИТН бара исто така да влезе во извештајот дека Македонија не ги исполнува преземените меѓународни обврски, а како аргумент го користи не само договорот францускиот предлог, туку и преспанскиот договор. Значи, со ова целосно паднаа бугарските маски. Се остварува тоа што го предупредувам уште од моментот кога владата на СДСМ и ДУИ го прифатија францускиот предлог и ги ветија тие проклети уставни измени. А тоа е дека и да ги ставиме бугарите во уставот, тоа не е крај. Туку тоа е само почеток на нови бугарски уцени.
синхронизираниот и организиран настап покажува дека ова не се само некои изливи на националисти или на националистички амандмани на будалетинки од типот на Ковачев, туку зад нив се крие добро осмислена стратегија на Бугарија. И тоа без разлика кој е во владата, кој е опозиција. Тоа е нивна национална стратегија. По секоја цена да се спречи Македонија да напредува кон Унијата. Уште еден доказ се и амандманите што ги поднесоа Валчев, Ковачев и Стојанов, каде дури ја отфрлаат можноста за некаква друга форма на членство на Македонија или некакво политичко, економско и безбедносно партнерство, како постепено, фазно или превртено било што. Ова се однесува на оно што го говорев минатата недела, односно за обидите на Брисел и други дипломати да го убрзаат проширувањето со идеи од типот на членство без право на глас. Лошата вест е дека и други европарламентарци бараат да се избриши ова фазно пристапување кон ЕУ, да се инсистира на стриктно исполнување на условите и да не ни се гарантираат преговори воопшто, деки ете нашето членство би било штетно за ЕУ. Па така дури амандманот со кој се бара Советот да гарантира дека по уставните измени со Македонија ќе продолжат преговорите, тој со кој се бара гаранција, се праќало непријатен сигнал дека и тоа што мислевме дека е запечатено почнува дискретно да се проблематизира. Нешто што сите гледаме и одговара на Бугарија. Како што и одговара Македонија воопшто да не постои. Точка. Известувајќи од Вајц, согледувајќи оваа опасност, и самиот поднесува амандман. Ова е прв пат тој што го составувал извештува да поднесува амандмани на него, односно да бара појаснување на одредени работи. Тој предлага амандман со кој побара правната служба на Европскиот совет подитно да ги разјасни. Цитирам: сите двосмислености околу правниот статус во процесот на пристапување кон ЕУ на вториот билатерален протокол. Тоа е оној протокол за промена на учебниците за заедничко славење и слично. Вајц практично бара Европскиот совет да се изјасни што мислел кога во заклучоците од 2022 година го споменува протоколот, но не го наведува како задолжителен услов. Вајц исто така го отвори прашањето за македонскиот јазик и идентитет со амандман во кој стои дека, повторно цитирам, го признава постоењето на различни толкувања во врска со потеклото на македонскиот јазик и идентитетот, но нагласува дека неговиот извештај нема со цел да прејудицира или да го ограничи научниот дискурс за овие прашања, ниту пак таквите толкувања имаат влијание врз оценката на парламентот за напредокот на Македонија. Вајц бара отварањето и затварањето на преговарачките поглавја да се решава со квалификувано мнозинство, место како сега, за секоја етапа да се гласа со консензус. Накратко, известувачот Вајц бара Брисел да се изјасни дали протоколите се дел од условите, да се добијат јасни гаранции за јазикот, како и да се спречи Бугарија да става вето на секое поглави. Значи, конечно паднаа бугарските маски. Бугарија ги симна ракавиците и отворено кажува дека уставните промени се само врвот на сантата мраз на нивните идни уцени. Доказ за тоа се стотината бугарски амандмани во Европскиот парламент, со кои меѓу другото бараат и нивното влегување во уставот, евентуално и да не значи автоматски почеток на преговорите. Така што македонската влада е во право кога бара гаранција од Брисел дека по промените нема да има нови услови. Експертите сметаат дека европејците гледаат дека Софија има небулозни барања, кои се косат со сите цивилизацијски вредности и се надеваат Европскиот парламент ќе смогне сили и сите амандмани кои се поврзани со јазикот, идентитетот и историјата ќе се отфрлат. Значи, мораме да ставиме крај на овие небулозни барања и овие ирационални барања, што уште еднаш ја подготвуваат нивната задња намера, односно од позадина во намерите, односно ја демонстрираат пред целокупната европска и светска јавност нивната национал-шовинистичка политика, што сигурно се коси со европските вредности. За прв пат годинава се случи и самиот известувач во случајов Томас Вајц да поднесе амандман со кој бара од Брисел, односно од правната служба на Советот на Европската Унија, да разјасни дали билатералниот протокол меѓу Македонија и Бугарија е формален услов во процесот на пристапување. Кекиновски смета дека тоа е добро, затоа што со одговорот на барањето на Вајц ќе се разјаснат сите дилеми поврзани со овој, како што вели професорот, обичен записник кој од непознати причини се издигна како клучен документ. Јас не знам како се случи да тој се дигне на ниво на сериозен акт, бидејќи тој протокол не е ништо повеќе со еден записник од состаноците на поранешниот министер со министерот на Бугарија, и каде што тие не може да биде акт на кој што требало да се повикуваат. Исто право, Вајц како еден разумен политичар
бара од Европската комисија и од Европската унија да се изјасни нели по однос на статусот на овој документ. Инаку во извештајот за Македонија се поднесени 403 амандмани, од кои речиси 100 се бугарски. Со нив Софија бара модерен македонски јазик, ревизија на учебниците, засилена улога на историската комисија и дополнителни мерки за бугарското малцинство, односно прашањата за јазикот, идентитетот и историјата повторно да станат дел од европската агенда. Од друга страна, известувачот Томас Свајц бара Европската унија да разјасни дали билатералниот протокол е формален услов во преговорите, но и предлага постепена интеграција на земјата во европските политики уште пред членството. Без разлика како ќе завршат овие бугарски амандмани, иако шансите да поминат се речиси никакви, затоа што знаеме дека Европскиот парламент прво ќе избере статус кво пред било што, значи без разлика на нивната судбина, Македонија мора да опстои на сегашните позиции, уставни измени со одложено дејство и цврсти гаранции дека нема да има нови блокади. Во спротивно, гледате што не чека од Бугарија. И затоа минатата недела посветив толку време на оние можни алтернативи кои се во игра пред се заради Украина, Молдавија, Балканот, а ќе важат и за нас. Идејата, например, за членство без право на глас. Иницијатива која засега не е баш прифатена од Брисел, но се погласно се зборува за неа. Или за нешто слично, како условено членство. Како и да е. Ако навистина ни се понуди такво нешто, мене ако ме прашувате, тоа би било квантен скок во нашите евроинтеграции. После 2 декади дремење и чмајање во чекалната за влегување во ЕУ. Па дури и вака да влеземе со половина нога ќе биде огромен чекор. Важно е што конечно ќе ни се отворат границите. Ќе се донесе забрзување на развојот на економијата, а ќе добиеме и полиберално и поконкурентно општество. Ако со оваа нова привремена форма на интеграција, тука например го опфаќа и влезот на Македонија на единствениот пазар, кој меѓу другото и носи слобода на движење на луѓе, стоки, услуги и капитал, што би се рекло главниот бенефит од членство, тогаш мораме оваа понуда да ја зграбчиме, да ја прифатиме без многу размислување. И не само тоа, туку како држава треба да притискаме оваа идеја да стане реалност. Да, доколку се отвори модел на постепено или слоевито членство, реално е да се очекува дека условот за уставни измени ќе остане. Брисел ретко се откажува од веќе поставени критериуми кои се дел од преговарачката рамка, а тука секако ќе биде и притисокот од Бугарија. Но барем луѓе ќе бидеме внатре. Затоа според мене идејата би требало да се прифати, па дури да се форсира. Затоа што замислете ние да одбиеме Украина, Црна Гора и Албанија да бидат ставени на брза лента и влезат во ЕУ, па макар ете и со членство од втора класа. Дури тогаш Македонија останува сама, изолирана и како слеп од срево. Тогаш ќе видиме што значи притисок за уставни измени и нови вета од Бугарија. Еве видовте амандманите во Европскиот парламент. Тие се само предвесник што не чека. И тука мислам дека е време да ја завршиме и оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Со Господ напред се гледаме за една недела, во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.